иницирав постапка за повлекување на одлуката за давање на согласност за зголемување на нотарската тарифа која ја донесе претходната влада. Како што знаете, пред да замине од функција, поранешниот министер за правда, Кренар Лога, подпиша одлука со која од 1 септември ќе се овозможеше зголемување на услугите на нотарите за 10 пати. Повторувам, за 10 пати. Ова нема да се случи. Затоа ќе ги повлечем измените за новата тарифа. Вака не се работи. Не смее народот да плаќа нешто 10 пати повеќе, односно не смее да се носат одлуки без да има широка дебата, без да слушнеме што мислат за тоа сите засегнати страни. Оваа одлука за тарифата била донесена уште февруари месец, а се чекало да поминат изборите. Дури на 6 јуни техничката влада дала одобрение со што новите тарифи биле објавени во службен весник на 11 јуни. За ова никој не ја информирал јавноста. Ниту преку официјални соопштенија, ниту преку пресконференции. Односно, процесот бил скриен. Новите цени треба да важат од 1 септември. И тоа нема да се случи. За промената на цената, по било кој основ, мора да има сериозна анализа. Мора да има утврдено потреба од сериозно зголемување, како што предвидел поранешниот министер, кој од неразбирливи причини терал некоја агенда за поскапувањето. По повлекувањето на одлуката, имам намера да отворам дебата и да разговараме што може да се направи. Се со цел да не бидат оштетени ниту граѓаните, но ниту нотарите. До владата иницираме постапка да се анулира дадената согласност на тарифата, што ќе представува основа за неспроведување на донесената одлука. За овој краток период на оваа тема се потрудив да одговорам на сите досега поставени прашања, како лично до мене, така и до службата за односи со јавност. Во меѓувреме, со поддршка на пратениците, во овие месец дена, иницииравме да се направи анализа од страна на парламентарниот институт, при што ќе се земат предвид нивните, но секако и аргументите на нотарите. Втората тема. Екстрадиција за Демири Исмаиловиќ. Подпишав барање за 2 екстрадиции кои чекаат со години за Алил Демири и Јафрим Исмаиловиќ, осудени за доживотен затвор за кривично дело тероризам. Овие барања се доставени до Косовското министерство и чекаме одговор. За лицата Алил Демири и Јафрим Исмаиловиќ, прв пат од Република Косово е побарана екстрадиција на 15.3.2013 година. Барањето за екстрадиција беше одбиено со пресуда на Основниот суд во Приштина од октомври 2015 година, потврдено и од Апелациониот суд на Косово јануари 2016 година. Екстрадиција повторно е побарана за двајцата на 5.9.2018. На 8.10.21 година е добиено известување од Министерството за правда на Косово дека екстрадицијата за Исмаиловиќ се одбива, а за Демири нема одговор. Во постапките се што беше побарано од косовските власти беше доставено. Официјални одговори од Косово со кои се одбива екстрадицијата на Исмаиловиќ се испратени 2 пати. Февруари 2016 година и октомври 2021 година. За Демири има официјален одговор од Косово во февруари 2016. После 6 години повторно бараме нивна екстрадиција. Ви благодарам. Дали има прашање? Министре, ако може кратко, дали откривте во меѓувреме кој закон го прекршивте со назначувањето на Пандов за директор на управа за извршување на санкции, за ВД директор? Не знам дека прекршив закон. Не ви текна да го погледнете законот за висока раководна служба? Зашто?
затоа што во членот 37 каде што се уредува институтот ВД директор, вика дека, парафразирам, доколку надлежното лице не е во можност од некоја оправдана причина да назначи директор на институцијата, може да назначи ВД директора во одредот на вработените во управата. Не, сега ќе ви кажам што погледнав само секунда, затоа што премногу прашања се отворени. Секунда само. Ме прашувате за именувањето на Пандов. Вака, Александар Пандов е именуван за ВД директор на управата на седница на влада на 2 јули. Пандов ќе извршува оваа функција ВД се до изборот на нов директор по пат на јавен оглас, во кој прецизно се наведени условите и критериумите за избор. А тие услови не би ги исполнил за директор? Единствениот закон... Затоа е вршителна должност. Вршителна должност е законот за висока Дай ми го таа. Не е во закон за административни службеници, не е во закон за вработени за јавен сектор, не е ни во закон за извршување на санкции. ВД директорот е во закон за висока ръководна служба и треба да биде одреден Во законот за извршување на санкции нема одредби за критериуми за избор на ВД директор. Затоа, вие сте правник. Кога во специјалниот закон нема, одите кон поопштите. Во решението на владата, да ја подсетам, за именувањето на Пандов, владата се повикува на член 27 став 2 од Законот за извршување на санкции и членот 36 од Законот за влада на Република Северна Македонија. Сега да ве вратам на друг член. Во член 36 став 4 се вели: со решение владата врши именување и назначување, односно разрешување од должност на директори кои раководат со органи на државна управа, државен, односно генерален секретар и други именувања и разрешувања за кои е овластена и одлучува за други прашања и за управни работи. Така е, меѓутоа законот за висока ръководна служба и тој институт има причина зашто се уредува дека мора да биде одредот на вработените. Не може, например, во училиште да ставите директорот затвор, не знам, некој што санкционира и обратно. Не може директор на училиште или наставник да биде... Не мислам дека треба сите ВД да се сменат. Ама тоа е проблем на тие што ги назначиле, значи законот е многу јасен. Мора да биде одредот на вработените. Ви благодарам. Нема еден ден работа во областа на санкции. И тоа не ми е јасно, ве прашав, ние разговаравме по телефон со вас. Малце поопширно, да. И ви кажав дека ќе дојдам и на емисија. Како добивте на идеја да го назначите Пандов, кога апсолутно нема никаква врска, он е ваш предлог. Мислам, секој директор на управа за извршување на санкции е предлог на... И затоа се договоривме дека ќе дојдам на емисија за да ви дадам одговор на сите прашања. Повелете. Дали очекувате дека овој пат косовските власти или косовскиот во Приштина ќе одлучува за екстрадиција на Али Демирија и Исмајловиќ? И поврзано прашање, дали ќе ја повторите барањето за екстрадиција на Груевски? Видете, во делот на првото прашање, јас не можам навистина да прејудицирам од сега што би можеле косовските власти да направат. За тоа ќе мора да почекам. Во делот на второто прашање за Никола Груевски. Министерството за правда со голема внимателност ги следи сите случаи и тука не е исклучок само Никола Груевски, за кои се бара екстрадиција, вклучително и случајот со поранешниот премиер. Последното барање за екстрадиција е од 2019 година за сите постапки за кои што е распишана потерница. Барањето за екстрадиција за Никола Груевски е одбиено од Унгарија со образложение дека на Груевски му е даден азил. И согласно нивниот закон, лицето не може да се екстрадира во држава од која што е дојдено. И во овој случај, да повторам, како и во сите други случаи за екстрадиција, се следат внимателно и кога ќе се создадат услови за истото, секако дека ќе побараме екстрадиција, но не тенденциозно кон одредено лице, туку се бара екстрадиција за сите кои се надвор од државата и е распишана меѓународна потерница. Одлучите сега да
Преговарате екстрадиција за децата од Косово за случајот со Снилковско езеро, бидејќи коинцидира временски со очекувањето од Србија да екстрадираме косовски држави? Па затоа што од некаде мораме да почнеме. Дали е тоа се? Околу реформите во судски совет. Добро. Кој ставот на Министерството за правда, дали тоа треба да е на овој начин на кој го најави премиерот Мицкоски, распуштање на судски совет и советот на јавни обвинители, или нека конкретни решенија и како треба да бъде? За истото разговаравме пред малку на брифингот и ви кажав дека сум спремен да отворам широка дебата на оваа тема и ќе разговараме со стручната јавност и со пошироката македонска јавност и ќе дојдеме до заедничко решение. Ние сите сме на иста страна. И јас, и премиерот, и нашите пријатели од Европа и Америка. И ваш премиерот на иста линија. Дали е тоа се? Кривичниот закон, колку ќе брои на оваа работна група, колку членови ќе брои? Уште не е одредено, тоа се работи work in progress и наскоро ќе имаме посебен настан за кој што ќе бидете известени. Ви благодарам. Благодариме. Благодарам.